Здраво и добро вечер. Вечерва, односно сабајлево, или утрово, или како сакате, ќе ви објаснам како да се пуштите на девојка, како да скјарите некоја згодна риба, а да не искочите сељак. За секоја ваква ситуација ви треба добар предуслов. Предност имаат некои помагала, ги викаме романтични елементи. Романтичен елемент број 1. Како да освоите згодна девојка која е групирана околу малце поружни другарки. Едно магично стапче, едно пијано, малку стајлинг и оние кои знаат ја завршиле работата. Да се позабава малце со оние елементи кои ви ги раскажав. Како да ја фатиш најзгодната риба у друштво? Многу едноставно. Се оди на две основни варијанти. Кај елементот број 1, многу е битно да ја лоцирате згодната риба. Обично се групираат, реков, околу неколку грди другарки. Еве, најозбилно, ова е искрено, ако сте згодна девојка и го гледате ова, дзирнете околу себе, ако нема две грдоти, вие ги викате другарки, али најчесто тоа е природниот елемент кој за жал се случува. Значи, или бркате згодни луѓе, обкружени со незгодни, или ги лоцирате, варијанта број 2, незгодните, за да дојдете до згодните. На 4 ружни девојки доаѓа еден ангел. Сега кога сме кај ангели, потребни си некои магични помагала. Вакво стапче е препорачливо. Ќе го одложам чисто за да се посветам на втората битна, практично трета битна поставка, а тоа е нема романтика, нема љубов, нема близина, нема емоции без да помине сетилото за мирис. Чекор број 3. Многу е битно да мирисате пријатно. Да сетилото за мирис го освои женскиот плен. Што сакам да кажам? Секоја женка почитува добра телесна мирисма. Значи, не да смрдиш, сериозно. Сум имал ред примери кои ми биле другари, друштво. Некогаш јас сум го правил тој кикс, кој е познат као нема да ме примети. Нема да ме примети, не постои која е прашање згодна риба. И тука најчесто се пристапува кон она што не влагате у супермаркет, првиот дезодоранс што ќе се фати за рака, ќе гледате да ви е згоден и да имате во секоја рака по еден. Значи, финтата е, ако имате 3 раце, 3. 2 дезодоранса кои, ајде ќе ви покажам, ова ме мрзи, ама нема врска, ќе ви покажам. Значи, битно е да се шприцате од сите страни. Например, нека прска од сегде. Одете, например, вака и нагло влезете во бранот. Нормално, на најбитното стратешко место, мислев на тоа позади, и никако да, например, сега многу од вас сигурно ја знаат таа филмската финта, кај што романтично влегувате во бранот мириси, бранот пролет. Како се прави пролет? Микс. И само оставете да падне врз вас. Залепете го. Одлично. Како да откриете кој дезодоранс е добар? Многу едноставно. Свеки, малку, ако се угасат сите свеки и се вратат од живите, браќа и сестри, тоа е вистински знак дека одите по ивица, одите на самата граница. Ке биде, нема да биде. Тоа е показател дека сте на вистински пат. Ако едниот дезодоранс направи ваква линија, а другиот направи тоа значи дека е доволно прскање и дека одиме на чекор број 4.
Дојдовме до чекор број 4. Кај овој чекор е многу битно да сте спретни и експлозивни. Станува збор за став и настап. Настапот мора да биде жесток. Например, доаѓате до шанк, прашувате што ќе пие и неприметно го правите експлозија, лудило, емоции, да има план, што се прави. Па и ќе дувнете ако треба. Значи, самиот принцип на влез да биде стратешки и да врие од емоции. Не да врие, ете така, тоа да прави. Од као ќе дојдете преку овој чекор, мора да имате поддршка. Например, секогаш треба да имате еден другар кој што е во резерва и кој не знае никој дека ви е другар, а е присутен на местото кај што го бркате пленот, а пленот е згодната женка. Чекор број 5. Чекор број 5 вика мора да се биде спремен. Што ако таа сака пијалок? Сакам. Сакаш да одиме кај мене дома? Може. Сакаш со твојата кола или со мојата? Најчесто тука влагате со комерцијален муабет и со, како да кажам, тоа е еден вид на курчење, ама курчење е многу ретро израз. Влагате со скап привезок, ефтин автомобил, за да направите цик-сак варијанта да не знае на што е. Секогаш изненадувањето е фантастично, кога не е предвидливо. Што не е предвидливо? Дојдовме до чекор број 5. Како да збркаш добра риба, а да не искочиш сиљак. Цело време мора да си спремен економски, тоа е веќе стар филм и тој го знаете. Значи, освен тоа што треба да ги имате сите банкноти, валидни за дадената територија, треба да ви се крупните на крај, а ситните на почеток. Зошто? Малце покасно, али да не се фаќаме сега за такви ситници. Значи, освен магично стапче и освен некои финти од типот на договорен другар. Тоа е човекот кој ако ви затреба, праќа пијалок. Ако ви затреба, од паркинг ја носи колава, за да не губите време на такви некои технологии што не се интересни. Плюс тоа, да не ве потсетувам, знаете дека заштитата е број 1. Знаете ли дека, ете така, другарот ќе фрли малце оган, ќе пукне некоја финта, ќе каже некој лош збор, а вие само ќе го прекорно ќе го погледнете и тој се замрзнува. Таа финта ја користеле многу предци. Целата романтична атмосфера на палење свеќа може да биде нагла, а може да биде и антинагла. Сега, што е антинагла? Антинагла е мазно како цвеќе во провет. Романтично како Алан Форд на клавир. Екстремно фраерски, така како што вие замислувате. Тука е, музичка поддршка и мора да се има еден елемент кој сите го имаме од општа култура. Благодарам за другарот. Јадеше нешто љуто вчера. Општата култура е да се биде заштитен. Заштита има повеќе видови на заштита. Например, емотивна заштита. Тоа вие, ако некој ве опцуе, вие имате шилд, не го приметувате и тотално не се лепите на некои такви распалјотки, кои практично само ќе ве дефокусираат, ќе се направите сељак пред девојката дека влагате у тепачки и пепел ќе стане од работата, а пред пепел имаме нормално согорување на кислород и некои тамо такви финти. Следниот чекор, како да ќариш риба, а да не искочи сељак, се работи за еден битен елемент, тоа е заштита. Заштита мора да се има цело време, тоа е модерно, тоа е глобално. Знаете дека светот е округол, сите се вртиме и кондоми си се кондоми. При презентирање кондоми мора да бидете убедени дека тоа ќе го направите фраерски состав. Например, секогаш имате готов и полн джеб со кондоми и однапред спремени ги вадите вака, например. Што повеќе да се мандаат и да се клацкаат, сленгот е многу битен. Приметувате дека станува збор за серијски кондоми кои се активно, атрактивни, спремни за трошење и се ставаат на млака температура за да не биде после тамо некои димензии, не знам што и не знам што. И кога сме кај димензии, има уште една многу битна работа.
да знаете кога да го покачите шеќерот. Например, гледате сонце девојче, тамо некаде околу 20-21 Целзиус, е тамо кај што гледате, и само го земате лижавчето број 1. Ова лижавче е викенд лижавче. Ова лижавче нема риба која не ќе да го проба или да го дегустира. За да не употребувам неромантични потези, ќе го оставам вака да не соблазнува екрански, а ќе ви покажам како изгледа целонеделно лижавче. Значи ова се лиже во сабота и недела, а од понеделник до петок се оди на оваа варијанта. Таа варијанта е малку покомплицирана и таа секогаш мрда и треба да се избори човек за тоа што е негово. Например, треба да пружиш рака, да го фатиш, ама да не биде ни пресилно, да не биде ни премеко. Кога ќе го вистински погледнеш како што треба лижавчето, повели мадам, правиш една демократска романтична финта од типот која го сакаш бе беби ти или беби, двете се за тебе. Сакаш прво ова или ова. Или беби, гледај во лижавчето и повторувај по мене. Се соблакаш веднаш. Се соблакаш веднаш. Се соблакаш веднаш. И тоа, демек веднаш, литература она, баш тоа е трикот што ќе го ја однесе во азата на романтиката, ќе ја прошета по линијата на вечната пролет. Ќе го покаже машкиот дел од вас и она што е најбитно, човек мора да има избор. Викенд, понеделник, петок. Понеделник, петок, викенд. Следниот чекор е романтика. Многу битен момент. Ресторан, свеќи. Позиција нема кај да мрда. Се е во ваши раце. И овде е многу клучно и битно да не правите силјачки муабет. Никако не го правите муабетот дали ја пише Ньюкасл голу гол, кецу кец или иксу нула. Никако, никако. Веќе кога ви е маченцето влезено во кафес, да речеме, играте нежно и многу суптилно. Обавезни податоци кои мора да ги има на маса. Свеќа, курчење пред конобар, вино, добра морска храна, некој морски плод и цело време вашава рука да е врз нејзината. Не обратно, обратно не ја бива. Ќе ви кажам зашто друг пат. На секои 3,5 минути зимате по една голтка. Тоа се не го броите онака како ментални, него си го правите спонтано. Значи, само да нарачам, биби, јас ток повторно, окей. Борче, не многу гласно, не многу тивко. Умерено. Борче, фрли уште 2 лигни, нека има. Елементите кои ги конзумирате вечерта, исто така мора да бидат софистицирано спремни или поставени како што треба. Тоа е комплетна линија. Сакам да речам, од време на време рековме, правиме на здравје. Во твоја част, беби. Мали, но сигурни, квалитетни голтки, ни премногу, ни премалку. Може да си цепнете уште едно голче. Добре. Добро е понекогаш да го потресете субјектот, демек не ебам 2%, што ќе правам на секој живели, а може и не. Го правите потегот непосредно пред гаргара, ама никако не го гаргарите. Што сакам да речам? Го правите потегот малку пред правење гаргара, ама никако да отварате премногу уста. Например, имате потек, цело време слушате што прави муабет. И од време на време се исклучувате и го викаат телечи поглед или
Додека си играте со некои романтични потези, многу е битно да не сгрешите во играта. Finger fight, или така наречен активен тепачки импулс со прсти, никако. Гледайте ваша рака да биде цело време одозгора, ама романтично правете го тоа и освојувајте го сантиметрот по сантиметрот. Што сакам да кажам? Многу луѓе грешат и одат на грубо фаќање, тоа го крши филмот. Спонтанноста е мајка на љубовта, а љубовта е во шпајзот на романтиката. Секоја романтика знае да биде таква ако и дозволите. Сакам да кажам, некој може се депилира, некој не се депилира, но држете го фокусот на тоа што е ваша работа. Целта е да се представите во добро светло и никако не ја носете во ресторан кај што сте правеле глупости со другарите. Важи? Ај на здравје. Значи, како оди вечерта и како се развива ситуацијата, или непосредно со праволиниското трошење на виното. Одите на се појаки зафати. Значи, овде веќе не палат тие варијантите од типот на може да си играте некои детски игри, некои финти, ама не со претерување. Полека одите и го освојувате теренот. Значи, одите се подлабоко кон внатрешноста на раката. Ако осетите влакна, джемпер, некои такви финти, не знам, тазе депилации, тогаш девојчето сака да изгледа добро. Ако не е издепилирана, па и тоа е хепи енд. Си имате дечиња на кои што нема да им купувате джемпер до прво и нонстоп ќе бидат ујак на зимно време, нема да ги трошите. Мора да се биде доминантен и да се реагира тогаш кога треба. А ако избрзаш, ништо не си направил. Ако си фин, рековме дека на секој 7,5 минути правиш на здравје. Битно е женката да се поднапие, а да не биде пијана. Пошто пијана риба ти е исто као пијан фраер. Старите викаат, сигурно сте ја чуле, сите пички исти кура. Принцип, скапите работи многу ги купуваат згодните девојки. Сама се фаќа за саатот. Тоа значи нема време. Чим дига ваков аларм, тука се оди на следниот чекор или следната фаза. Итна постапка на барање на сметка. Некој финти ќе ви ги каже и самиот, како го викаме тоа, самиот живот. Например, догорување на свеќа, у момент кога мислите неле како би си отишол од овде, е вистински знак за напуштање на просторот. Примерно, фино и елегантно ја каните кај вас. Беб, кај мене или кај тебе? Никако не смее да ви се случува. Беб, кај тебе или кај мене? И сваќате дека раката е уствари наопачки. Она вика да, ама е вака свртена. Може да го свиткате рачето и го добивате вистинскиот одговор. Човек мора понекогаш да навива за себе. Следната локација е романтична спална. И двосет, и тросет, и вие внатре. Господја, втори влез. Втори влез. Готово, толку. Трни се на страна. Те сакам, Магде. Магде, те сакам. И кога мастики чвакам. Магде, те сакам. Секогаш кога какам.
може да идете и спонтано, пошто и не е битно цела песна да се отпее, битен е ставот да сте убедени дека тоа што треба да го правите, тоа го правите. Во принцип, исто се позира од типот на кога искочи Магде на тераса. Многу е битно да и се фати eye contact или да се директно да се скокне во тоа што го викаме читање на подтекст. А подтекстот е обавезно да мафне со рачето у правец нагоре, за да не го висите филмот вака на улица, нема смисла, пусто, секој фрајер знае дека не е баш најпријатно. Сепак ова е јавно. Малце по-приватно и малце по-интимно. Магде неминовно вика качи се и одиме на првото качување. Има повеќе видови на качување, ќе ги обработиме сите. Првиот вид е контакт качување. Битно и влезот да се повеќе. Право на втори страт. Многу убаво изгледаш, бе, беби. И знаеш дека имаш право за муабетот? Исто би направил и ја. Дај да пукне. Право. Уште еднаш. И секој контакт го поттикнувате тој енергетскиот набој. Искри. За оган преска правевме муабет и сите елементи се уигра. Добро е да имате некои полуеротски помагала. Например, ова е отварач, ама може да се користи за отварање вино. Ако немате ваков, има една финта која сакам да ви ја покажам као на своји луѓе, да не се бламирате тамо по паркинзи, не знам, лево, десно. Алтернативен отварач. Имате згодна риба, имате простор, имате вино и немате со што да го отворите. Пази ова, сите носиме кондори. Кондора, значи, знаеш дека многу убаво изгледаш на ова светло. Кондора, особено лева, во десната рака вино. Го вадите овој дел од виното, тоа може и она да го направи. Не со заби, беби, со рачето. Го отвара, нели, горниот дел, виното го ставате под прав агол во кондурата. Некои 90 степени и со силен удар го правите ова. Под услов, нели, ова е кревет, ја ви покажувам само за да не ја деранжирам госпожата. Лупате од првата рамна површина и виното само се отвара. Пробано и направено неколку пати. Тука никако не смее да ме понесе елементот, демек одма влагате у филм, па не знам, ќе раскажуваме Нико, па дали чак Норис стварно се тепа или не се тепа, тие муабети не идат кај вака романтични елементи. Секогаш спремен. Например, тука пак играш, опа, елементот на заштита мора секогаш вие да го дајате како иницијатива. Секој згодно маченце сака да го пазат, сака да нели да го има цело внимание, ама и да не биде ангажирано околу некои основни постапки. Значи, пожелно е повеќе кондоми. Следен чекор. Гледате дека се клацка работа. Си викате, ќе ја биде, нема да ја биде. Кога сме кај биде, тоа се римува со фиде, фиде отиде, дојде и се врати. Само момент. Нешто ми фали овде во рачињава, маци. Одма пристапувате кон залапување на задрапување на долниот дел од незиното стапало. Например, бидете креативни. Беб, гледам пат. Изгледа киде со некој згоден фрајер у Солун. Солун е наш. А тоа што е наше на други не го даваме. И овде влагате со елемент на дупла романтика. Беб, види дали ми е тамо гитарата и додека она гледа, проверуваш и се правиш дека ништо не се десило. Рипаш на музички план, однапред спремен. Шо екаш, беби, ти ги сакаш Битлс, ја? Се финтираш, демек, цедор, медор, ово, со тоа што нагоре ја ставаш гитарата за да може да те драпка по колено, да си перка работата. Беб, кога те гледам тебе, некако и раштиманото звучи наштимано. Тука се фрла нешто од Gypsy Kings, нешто не многу брзо, не многу споро. Финта од типот, ова беше виолина пред да ја упознам.
гледай колка се направи. Немајте напредуваат, работите кај вас дома. Беб, спушти малце ноџето само да им кажам уште некоја финта. Сите инструменти се битни. Само не вадете бубањ. Оти додека го наместиш, отиде филмот. Плюс тоа, некој е неваспитано госпожака, ова, тука со ногиве што ти фрла на гитара. Може да ти го скрчи филмот у друга музичка линија, ама за тоа ќе разговараме друг пат.